Добро вечер, јас сум Ангела Димитрова, а вие го следите централниот дневник на телевизија Кочани. Добитник на наградата за особени постигања меѓу двата празника на градот е Сдруженијето на пензионерите од Кочани. Изложба на домашни ракотворби, шаховска симултанка и другарска вечер, дел од петровденските празнувања на кочанските пензионери. Свечена литургија и вечерна богослужба ќе се одржат во Кочанскиот храм Свети Ѓорги по повод Петровден. Одржан ликовен перформанс во рамките на меѓународната манифестација Петровденски конаци. Исплатени 338 милиони денари на над 9000 земјоделци за повеќе мерки од Министерството за финансии. Започна да се реализира проектот за бесплатно пливање на децата чии родители се корисници на социјална помош. Фудбалскиот клуб Осогово со тренерот Крсте Крстев од вечерва ги започнуваат подготовките за престојната сезона. Со дневникот почнуваме веднаш по рекламите. Останете со нас. Сончеви колектори Термосол Кочани. 20 годишното искуство и стручност на инженер Никола Соколов, вградени во сончеви колектори, ви гарантираат сигурна заштита и благодет во домот. Зошто да плаќате скапа струја? Вградете термосол систем за загревање на водата од сонцето и уживајте преку целата година. Сончевите колектори се најисплатливата инвестиција на секое семејство, а Термосол е единствената фирма која ви дава техничко упатство и гарантен лист. Обезбедува резервни делови за 10 години. Не чекајте, вградете колектор за да ја почувствувате енергијата на сонцето. Звучна изолација, безпрекорна топлина во вашиот дом, оптика и комфор. ПВЦ прозорци и врати за цел живот, Александрија ПВЦ Лајн Кочани. За да инвестирате во енергетски штедлив дом, можете да користите и Алфа Зелен кредит од Алфа банка. Секако вид на алуминијска столарија и дрвени собни врати. Контакт телефон 033 297 440. Најновите актуелни информации пренесени преку вашата омилена фреквенција, телевизија Кочани. Сдруженијето на пензионери на Кочани е добитник на наградата на Општина Кочани за посебни остварувања во минатата година. Наградата ќе биде доделена на свечена седница на Советот во петок на Петровден. Една од двете петровденски награди на Општината Кочани му е доделена на Сдруженијето на пензионери, и тоа за посебни остварувања во минатата година, а се однесуваат на развојот на Општината. Во Сдруженијето на пензионери во Кочани не го кријат задоволството од добиената награда и истакнуваат дека таа е плод на повеќе годишната успешна работа на пензионерската организација на повеќе полиња. Наградата за Сдруженијето на пензионерите на Кочани за нас представува голема чест и задоволство, и тоа што тоа е едно признание, односно признавање на сите активности ние до сега што ги правиме. Последните 4-5 години видно се измени активноста на Сдруженијето на пензионерите во Кочани и бидејќи кај нас членуваат и од други две општини, Чешиново, Бешево и Зрнци пензионерите, така да со таа бројка од 5000, скоро и 800 пензионери и пензионерки, представуваме едно од поголемите организација, односно Сдружение во Македонија. Мината година до разни дестинации, преку Комисијата за
екскурзии и разонода, поминале 1800 до 2000 пензионера. Да се организира некој собир на пензионери од 20-30 градови од Македонија, 20-30 здруженија во Пантелеин до 11 август, што ми стана едно традиционално собирање, да се организира да дојдат 2000-2500 пензионера од разни места и да си поминат незаборавни мигови во тај одличен амбиент, дека се сместени два манастира. Тоа е еден настан што се поздравува и секоја година на тај собир доаѓаат се повеќе луѓе. Ние настапивме на едно 7-8 концерта во нашата општина или надвор од неа, во други места. Или нашиот настап на Републичката ревија со голем успех и како награда за тоа што беме испратени да ја представуваме Македонија во Словенија, да се обезбедат лани 1340 семејства огревни дрва и тоа со бескаматен кредит на 8 рати, што целата работа е Сдруженијето на себе прифаќа и да сите луѓе да добијат негде околу 9000 метра просторни дрва. Тоа е податок што зборува многу што Сдруженијето прави и како сака да му помогне и во стандардот или да помогне во неговиот општ живот. Наградата на Сдруженијето на пензионери на Кочани ќе биде доделена на свечената седница на Советот на општина Кочани, кој ќе се одржи во петок на Петровден. Изложба на домашни ракотворби, шаховска симултанка и другарска вечер се активностите на Сдруженијето на пензионери на Кочани по повод празникот на градот Петровден. Овогодишната прослава на Петровден, празникот на градот Кочани, Сдруженијето на пензионерите од општината ќе одбележи со богата програма во која се содржани неколку активности и тоа. На 12 јули, петок, во пензионерскиот клуб Колор ќе се одржи симултанка во шах помеѓу интернационалниот мајстор Димчи Илиевски од Скопје и шахисти од Сдруженијето на пензионери Кочани. Ќе се игра на 25 табли со почеток во 10 часот. На 11 и 12 јули, четврток и петок, ќе се организира изложба на домашни ракотворби од страна на пензионерките од Сдруженијето на пензионери Кочани. Изложбата ќе биде во големата сала на управната зграда на Сдруженијето на пензионери, при што најдобрите 3 ракотворби, кои ќе ги одбере специјална жири комисија, ќе бидат наградени. На 12 јули, петок, ќе се одржи традиционалната другарска вечер на терасата на управната зграда, поранешен противпожарен дом со почеток во 20 часот. На другарската вечер ќе има музика во живо, богато мени и богата програма. На истата ќе се одржи надпреварот во кулинарство. Најдобрите ќе бидат наградени. Свечена литургија и вечерна богослужба ќе се одржат во Кочанскиот храм Свети Великомаченик Ѓорги по повод петровденските празнувања. Во пресрет на најголемиот христијански празник Петровден, кој воедно и патрон на градот Кочани, ќе се реализираат бројни активности како од културен, така и од верски карактер. Во чест на светите апостоли Петар и Павле, црковниот храм Свети Великомаченик Ѓорги ќе одржи свечена литургија која ќе започне во четврток со вечерно богослужение. Утредната веќе во петок на самиот ден Петровден, со почеток во 7 часот ќе започнеме со утрената богослужба, додека во 8 часот ќе почне света божествена литургија, архиерејска на која што ќе чиноначалствува неговото високо преосвештенство митрополитот Брегалнички Иларион во сослужение на повеќе свештеници од нашата епархија. По завршувањето на службата ќе се одржи свечена литија до градскиот парк, до паркот на Револуцијата, до ликовите на светите апостоли Петар и Павле, каде што неговото високо преосвештенство ќе го пресече и ќе го благослови празничниот леп. Од црковниот храм со апел до сите оние кои сакаат да се причестат на овој ден. Сите луѓе кои што сакаат да пристапат кон светиот Путер да се причестат, претходно да се исповедаат и да добијат благослов од нивниот духовен отец, бидејќи ако пристапат неисповедени или без благослов на духовниот отец, тие светото тело и светата крв Христови не ги примаат за телесно здравје, за душевно спасение, туку за голема осуда. Во рамките на меѓународната манифестација Петровденски конаци, синоќа во Кочани се одржа ликовен перформанс со учество на ликовни уметници од Македонија и Србија.
Во организација на Центарот за култура Бели Мугре во Кочани, а во рамките на меѓународната манифестација Петровденски конаци, покрај кеот на Кочанската река, синоќа се одржа ликовниот перформанс. Настанот кој се одржуваше во рамките на манифестацијата за одбележување на Петровден во Кочани, го реализираа ликовни уметници од Врање, Република Србија, како и од Куманово, Демир Капија, Пробиштип и од Кочани. Ликовните уметници создаваат дела, а истите ги следеа поголем број на љубители на ликовната уметност доуж кеот на Кочанската река. Министерството за финансии денеска исплати 338 милиони денари на над 9000 земјоделци за повеќе мерки. За продадени градинарски култури во преработувачките капацитети исплатени се 44,2 милиони денари на 1541 земјоделец. За градинарско производство исплатени се 26,9 милиони денари на 1347 лица. За контролирани услови на домати и пиперки исплатени се 9,4 милиони денари на 68 земјоделци. За житни култури со семенски материјал исплатени се 41,5 милиони денари на 615 земјоделци. За оризова арпа исплатени се 11,2 милиони денари на 643 земјоделци, додека за мерката одгледување на ориз, сончоглед и пченка и фуражни исплатени се 6,76 милиони денари на 1354 лица. Исто така за мерката поледелски житни култури исплатени се 2,3 милиони денари на 29 земјоделци. За подршка на овоштарството исплатени се 63,3 милиони денари на 1428 земјоделци, и тоа за мерките одржување на постоечки овошни насади, подигање на нови насади и продажба на овошјето на преработувачките капацитети. За подршка на лозарството исплатени се 34,8 милиони денари на 53 лица за мерките постоечки лозови насади, нови лозови насади, 2 денари по продадено грозје и лозов калем и овошен седен материјал. За подршка на сточарството исплатени се 37,9 милиони денари на 839 лица, и тоа за мерките одбележани грла говеда, грла кози, овци, маторици, приплодни грла свињи, за неселки, за бројлери, за ноеви, за пчели и за медоносна флора, за овчо, кравио и козјо млеко. Исплатени се и средствата за мерките органско производство, осигурување и заштита на земјоделското земјиште. Со исплата на субвенциите, владата на Република Македонија и Министерството за финансии остануваат на определбата за подршка на земјоделството како клучен сектор во македонската економија. Основното училиште Славчо Стојменски од Виница стартува со Нансен моделот на образование, во кој се вклучени деца од македонска и турска националност. Учениците од македонска и турска националност во основното училиште Славчо Стојменски во новата учебна година ќе имаат можност да се дружат, комуницираат и учат и после школските часови. Јазичните бариери ќе ги надминуваат со неформални активности кои ќе им бидат организирани од страна на наставници, кои претходно ќе поминат тренинг обука во Нансен центарот во Скопје. Градоначалникот Емил Дончев го потпиша меморандумот за имплементацијата на проектот Нансен модел за интегрирано образование, кој го реализира Нансен диалог центарот со подршка на Министерството за образование и наука. Според извршниот директор на Нансен центарот Сашо Стојковски, финансиската подршка од центарот е во стипендирање на наставници кои ќе посетуваат обука за работа на проектот, како и подршка на училиштето во различни активности. Инаку, Нансен моделот на образование е модел кој ги охрабрува, негува и интегрира во себе мултиетничките вредности, двојазичноста и истовремено ја промовира и поддржува соработката помеѓу учениците, наставниците и родителите, која е втемелена врз почитувањето на разликите, градејќи при тоа една кохезивна мултиетничка заедница. Општина Виница е седмата општина во Република Македонија, која започнува со имплементација на Нансен моделот на образование, кој стартуваше во 2008 година во Република Македонија.
Проектот за бесплатно пливање на децата, чии родители се корисници на социјална парична помош, започна да се реализира од денеска. Има пријавено 17 ученици. Проектот за бесплатно пливање на децата, чии родители се корисници на социјална парична помош, започна со реализација од денеска. Овој проект е под покровителство на општина Кочани и градоначалникот Радко Димитровски. Пријавени се 17 учесника. Тој е проект поддржан од градоначалникот на општина Кочани господинот Радко Димитровски. Колегата реализатор на проектот е колегата Спирко Златков, а носители сме ние од училишниот спортски клуб Мултиактив спорт. Јас сум Надица Данилова и јас сум многу среќна бидејќи учествувам во бесплатна пливачка и сакам да научам да пливам. Јас се викам Милена Данилова и сум многу среќна што учествувам во бесплатната пливачка. Уште еден проект се очекува да биде реализиран под покровителство исто така од градоначалникот на општина Кочани Радко Димитровски, а тоа е формирање на ватерполо клуб. Ги повикуваме, значи сите заинтересирани полека да се интересираат, а најверојатно ќе ги известиме преку јавните гласила на кој начин и како ќе го формираме и кога ќе функционира тој ватерполо клуб, се со една цел да го дочекаме спремно затварањето на базенот кој се најави нели за скоро време да биде во функција ставен 12 месеци во годината. Инаку на градскиот базен во Кочани работат и приватните пливачки школи, меѓу кои и најстарата пливачка школа Пинки. Школата за пливање Пинки, која што веќе работи активно 27 години, започна оваа година 26 јуни 2013 година, но поради временските прилики, значи како што сами можете да видите, водата е добра за пливање, има мал број на посетеност на деца воопшто, меѓутоа ги поканувам сите заинтересирани за кои што сакат да научат да пливат и да го усовршат своето пливање, значи да дојдат на градскиот базен во Кочани и да ја посетат школата за пливање Пинки, за да можат да научат да пливат. Освен оваа пливачка школа, работат и уште неколку приватни школи, што е знак дека заинтересираноста на немладите од година на година е се поголема за да ги научат тајните на пливањето. Украдени препарати за прскање на орис од 2 кочански земјоделски аптеки. Направена е штета од 5300 евра. Непознат крадец украл средства за прскање на орис од 2 аптеки во кочанските села и направил штета од над 5300 евра. Крадецот насилно влегол во земјоделските аптеки Даниво и Агромат во кочанското село Блешево, откаде што одзел поголема количина на средства за прскање на орис пестициди, со што направил материјална штета од околу 330.000 денари. Ова стои во информацијата на полицијата. Полицијата превзема мерки за откривање на сторителот и враќање на одземените предмети. Одиграње над преварите од второто коло на 12-тиот Петровденски фудбалски турнир, познати и двете екипи во полуфиналните надпревари. Синоќа во спортската сала на основното училиште Никола Каре во Кочани се одиграа надпреварите од второто коло на годинешниот 12-ти Петровденски фудбалски турнир. Ако по одиграното второ коло се знаат двата учесника во полуфиналето од групата А, во групата Б ќе се води борба до последниот свиреш на судијата, и тоа за првото и второто место. Еве ги резултатите од синоќешното второ коло. Група А, Елемент Амигоси 12:0 и 1 мај Еко Оил 1:3. На табелата води екипата на Елемент со 4 бода, колку што има и Еко Оил, но со послаба гол разлика. На третото место екипата на 1 мај, а на четвртото Амигоси и двете без бодови. Во групата Б, Македонија Горни Подлог Европа 92 0:5, Истра Инвестградба 8:5. На табелата води екипата на Европа 92 со максимален број на бодови, а на второто и третото место со по 2 бода се екипите на Истра и Македонија Горни Подлог. Последна е Инвестградба без бодови. Во третото коло, кое на програмата се игра вечерва, се среќаваат Македонија Горни Подлог, Инвестградба, 1 мај Амигоси, Истра Европа 92 и Елемент Еко Оил. Управата за хидрометеоролошки работи најавува дека до петок, 12 јули, ќе се задржи променливо и нестабилно време.
Денеска и утре ќе има услови за појава на локално невреме со обилен пороен дожд над 30 литри на метар квадратен и силен ветер над 70 км на час и изолирана појава на град. Заврши централниот дневник на телевизија Кочани. Ви благодариме за вниманието со кое не следевте. Имајте пријатна вечер.